Над 150 штипски студенти во изминатите 5 години биле дел од програмата Еразмус, кој им нуди можност 1 или 2 семестри да посетуваат настава на некои од познатите европски универзитети. А моментално спремаме нови 40 договори каде што студентите од септември ќе може да заминат таму. Исто така би сакала да напоменам новата бројка која што ние како универзитет успеавме да ја склучиме во претходниот период. Имаме нови 100 договори и тоа се нови 100 партнерски универзитети со кои што во иднина ние ќе можеме да работиме. Штипскиот универзитет во моментов работи на 4 Еразмус проекти, а во текот на овој семестар 9 странски студенти стекнуваат знаење и искуство на некои од факултетите на УГД. Стефанова вели дека преку програмата Еразмус 40 странски универзитетски професори во текот на академската година се гости и држат предавања на Штипскиот универзитет. Студентката Златка Митревска од факултетот за информатика истакна дека ги искористила можностите од програмата Еразмус, посетувајќи настава на факултетот во Љубљана во Словенија. За мене Еразмус Плюс представува огромно искуство, пред се практичниот дел од наставата, а секако и теоретскиот дел и запознавањето со информатичките технологии. Им препорачувам на сите студенти да заминат на Еразмус Плюс, бидејќи едно огромно искуство. Советот на млади на општина Штип во рамките на отворените денови на Универзитетот Гоце Делчев ги промовираше и младинските размени, кои се дел од Еразмус програмата. Во текот на летото Советот на млади на општина Штип ќе учествува во организацијата, а при тоа ќе биде партнер организација во младинска размена во Финска, во која што ќе има 4 партнери кои што ќе учествуваат од Република Македонија, од Финска, Шпанија и од Романија. Целта и намената за младинската размена, односно тематиката на истата е преживување во дивина и запознавање со животната околина. Младите од Штип кои ќе заминат во Финска ќе имаат можност да научат и техники како да преживеат во природа.